Почитувани, добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија, вечерва со Филип Петровски и Јанко Бачев. Добро дојдовте. Добро вечер. Ваков сустав имавме пред 3 години ист. Неславно заврши таа емисија малце тензично. Пројде, да, така што се надевам дека меѓу време сите малце сме еволуирали и ќе имаме конструктивна дебата. Ќе започнам тоа што можеби е најактуелно денеска во земјава, тоа е одлуката на апелација практично да ја врати на почеток пресудата за организаторите за настаните 27 април. Многу ми не ја протолкува оваа одлука како можеби контраверзна, отвори многу прашања. Дали вие тоа гледате како шанса да победи правдата или па гледате како уште една алка во системот на општа недоверба во правосудството? Прво да се извинам на гледачите што пречесто сум тука, не би сакал да станам досаден. Рековме ајде да дојдам денеска и прифатив поканата, не сакам и да бидам некултурен да одбијам. Нормално ова се теми кои што се добри за дискусија, но јас се изложувам на ризик пречесто да коментирам и да станам досаден. Исти прашања, меѓутоа овие месец дена се отворија нови теми, а вие како наши да речеме соработници, сакаме да ги слушнеме ставовите за прашања кои што можеби тогаш не сме ги поставиле. Видете, во Македонија на дневна основа. Ако пречеме, извини. Не е проблем во пречење. Во Македонија до утре ќе има нови теми кои што ќе мора да бидат протолкувани или да се чудиме што се случило и така натаму. Не постои мирен ден, не постои обичен политички ден, не постои ден без циркус и драма и така натаму. И трагедии, меѓу другото. Што се однесува до ова враќањето, односно поништувањето на пресудата во втор степен на првостепениот суд, може да се толкува на повеќе начини. Јас читав денеска интензивно на тема, малку се потсетив и претходно што било како било. Беше контроверзна и во самиот прв степен пресудата, затоа што ова се водеше како нарачатели на 27 април, а имаше друго судење за извршители за 27 април и тие беа драконски казнети, во смисла се во затвор веќе 5 години луѓето, има доста обиди за амнестија, расправи политички и така натаму на таа тема, но завршница нема, а во овој случај каде што се работи за политички фигури кои што се на некој начин поврзани со ВМРО-ДПМН, има сосема поинаков пристап и првостепената пресуда што беше пред 2 години во 21 година беше оценета како чудно затоа што овие што беа извршители беа подраконски казнети од нарачителите, што во суштина би требало да биде обратно или барем да бидат слични казните, а и најмалата предвидена казна за делото за кое што се гонеа беше 10 години затвора, беа осудени по 6 и нешто години. Така што ја ова го гледам како една чудна одлука, не дај Боже да е поврзана со новата промена на уставот, да не се работи за некаква трговија, договор да се ослободат, односно некои од функционерите да се релаксираат, па да се држат во некаков шах, во некаква приправност, во некаква рамка за да се промени уставот, како што впрочем од вчера Мицковски најави дека е можно. Со една вака замена на тези, меѓутоа рече дека и тоа како е можно. Се надевам не влегов во наредното прашање. Не, но тоа ја мислам дека можеме да го гледаме како една комбинација, еден поврзан сад кој што ќе доведе до тоа што од сите страни од нас се бара. И од призма го гледате вие ова? Јас го гледам како можност да се поврзани тие две работи и да не е случајно. Така, баче, од оваа одлука кој би можел да има најголем политички ќар? Бидејќи кај нас во Македонија за жал се е исполитизирано, па така што и на судските одлуки ги мериме тоа дали една или друга политичка гарнитура би можела да има некаква придобивка. Па и вајде, јас да ја почнем емисијата во стилот на Филип, јас ќе кажем обратно, дај Боже што почесто да бидам гостин во емисијата, за разлика од Филип. Не, значи да имаме негов став. Ја посакувам да бидам почесто. Значи, ова еднаш да одговорам на вашето прашање, значи ова е во насока на победа на правдата. Бидејќи јас денеска така во медиумите ја видов кратко образложение на апелација и таму јасно е веќе тоа дело ќе падне. Ова се однесува за нарачителите, извршителите и за организаторите, а додека извршителите се во затвор уште. И тука можам да кажам дека тоа што го видов таму апелација кажува дека не се утврдени сите спорни околности, исто така и сите битни факти во однос на кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок. И уште таму кажува една многу интересна работа, тоа кривичарите го знаат, дека недостасува еден од суштествените елементи на битието на делото, бидејќи субјективниот елемент на битието на тоа кривично дело е покрај умислата да има и намера. И апелација утврдува дека тука нема намера и значи
кажано наедноставно, тука нема и кривично дело. Ова е веќе еден пат да се отвори за групата на Јане Ченто и останатите што се моментално во Идризово, бидејќи сега моите информации кажуваат дека се очекува корисна пресуда и по нивниот вонреден правен лек што е на Врховен суд, уште се нема одлучено и дека ќе следи во таа насока и одлуката и денеска се докаже, значи ако се докаже дека каде имате информации во која насока би била одлуката на Врховниот суд? Па тоа е сега преку неформални разговори, по приватна комуникација, значи со кого, со судиите? Не со судиите, по добро информирани извори во судството. И значи поентата е сега тука што ако падне ова дело за организаторите, значи ако нема организатори, смешно е да има извршители. Значи ако падне сега делото за Трајко Велјановски и останатите што ги водат како организатори, а тоа е едно смешно дело, Трајко Велјановски да го правите терорист, мислам тоа е смешно и невидено, затоа што очекувам значи таа одлука да стане сега вратена на повторно одлучување пред првостепенен суд, таа ќе падне и во догледно време јас очекувам значи таа одлука и во однос на луѓето сега што се неправедно осудени за 27 април да падне и според мене тука вината на тие луѓе еве така малку кажано во по така релаксирана форма, вината на Јане Ченто и на останатите таму како на времето учителките што ги тепаат децата да им удрат по една прачка и да ги пуштат дома. Толку е нивната вина во овој случај кога што влегува во собранието, али за жал тука еве деновиве мора да направи една катастрофална грешка со бидејќи наседна на финтата што им ја сервира шарените, двајца шарени од надвор, кои што беа формални иницијатори за амнестија, двајца од шарените внатре го пречекаа тоа и ги наседна. Кои се тие? Мислам да знаеме за кои зборуваме. Па знаеме кои се иницијатори на закон за амнестија. Да, за амнестија тоа беа двајца адвокати од шарената револуција од надвор, двајца пратеници внатре од шарените ги пречекаа и ги наседнаа пратеници од ВМРО-ДПМН, се дигна цела јавност дека ВМРО-ДПМН е против амнестијата, бидејќи тие 8 пратеници нели внатре тој ден имале некои други обврски, не учествуваа. А јас ќе кажам тука дека таа галама што се дигна дека гласале против не е точно. ВМРО-ДПМН во тој момент да имаше не 8, уште 8 пратеници, закон за амнестија немаше да помине бидејќи владеачкото мнозинство на СДСМ имаше 74 пратеници, а законите во собранието се носат со мнозинство. Така што и наседна на таа финта, они мислеа дека е пресретнат иницијативата на шарените и се истрчаа во собрание, го предложија закон за амнестија, иако знае дека нема да успее, ги наседна и се дигна галама во јавноста дека биле против. И ние само што да кажам, за амнестијата не уште во 2017 година. Во април беа настаните 2017, значи после месец дена во мај еве го поднесовме закон за амнестија, комплетен законски текст за амнестија на неправедно осудени за 27 април. Тоа Тала Џефери тогаш не извести дека законот е примен во собрание, поделен се пратеници. Меѓутоа, сега пред 2 месеци ја повлековме. Го повлековме закон за амнестија во собранието, бидејќи амнестијата е веќе безсмислена. Луѓето се 6 години во затвор и веќе амнестијата ја губи својата смисла. Сега на луѓето им треба остана закочен во собрански филки и ние го повлековме. Сега значи го поднесовме уште пред 2017 година и сега веќе се изгуби смислата на амнестија. Луѓето се 6 години во затвор, луѓето се барат правда. Бидејќи амнестија сега да добијат, ќе останат вечно виновни, вечно анатемисани, жигосани дека биле криви. Значи сега треба правда, а како што кажав, одлуката на Врховен суд оди во корис на гледате ново од правен аспект вие, меѓутоа Петровски смета дека тука има и деловно политика во апропо започнувањето на процесот за уставни измени, дали се согласувате со него дека може од таа призма да се гледа оваа одлука? Па не, ја мислам дека судиите ќе бидат на висината на задачата, посебно судиите во највисокиот суд, особено денеска. Ако добро правнички ја прочитате образложението на апелациониот суд, јасно е дека таму нема дело. Јасно кажуваат дека недостасуваат елементи на битието на кривичното дело, недостасува основниот субјективен елемент на намера. Чим намерата не ја нема, тоа дело ќе падне, значи нема кривично дело. И тука тоа, сега не сум толку специјалист по кривично право, бидејќи мојата потенција специјалност од област на меѓународно право, ама сите ние што доаѓаме од областа на правните науки ги знаеме основните принципи, начела на постапките во правото, знаеме што значи битие на кривично дело, а што недостасува елемент на битието на делото, нема дело, ќе отпадне. А чим ќе отпадне дело за организаторите, не може да нема организатора, да има извршители. Тоа е. Петровски, вие споминавте апропо разговорите и дебатата која што ајде од власта викат ќе направиме работни групи за уставните измени, таму ќе се води дебатата, меѓутоа изминатите 2-3 дена гледаме дека дебатата се префрли на пресконференции на медиумите. Меѓутоа наше е да анализираме, па така е прашањето се актуализира околу можноста, односно прифаќањето на ВМРО-ДПМН за промена на уставот, односно преамбулата по така наречениот хрватски модел. И сега тој хрватски модел влезе во политичкиот дискурс, многу се говореше за тој, пресконференции кажав имаше. Зошто требаше оваа дебата на овој начин сега да се отвори? Јас мислам дека ова добро осмислена пиар операција на Мицковски се гледа дека бараат начин како да
го испорачаат менувањето на уставот што го ветуваат на странците, а немаат оправдание пред своето членство. И Петровски, сега се бара модел... Кој прв ја кажа, кој прв го кажа овој предлог за Мицковски го кажа на новинарско прашање. Имаше пресконференција во Штип и се гледаше дека беше нарачано прашањето за да он даде некакво образложение на кое што беше спремен. Одговорот го знам, меѓутоа во јавноста кој како предлог прв го исфрли ова прашање? Го слушнав прв Пицковски, не слушнав друг. Добро, имаше луѓе од СДС, да, како не, и од меѓународната заедница имаше зборите за ГИР. Да. Гир го даваше, се денеска се огради, го споменувал како контекст, дека нели ја го читав и уставот на Хрватска, ја видов преамбулата, нели таму се споменуваат 30 народности, нации, малцинства, така, и македонците се споменуваат. Сега тоа е нели лексички како ќе се утврди и како ќе реагираат кај нас албанците, мислам дека они ќе бидат ригидни бидејќи сметаат дека освоиле одредени права и на друг начин не може да бидат дефинирани. Со Охридскиот договор, ти кажам. Така е, нели два пати беше менувана македонската преамбула и практично тоа менување направи од македонскиот устав Франкенштајн, односно од преамбулата. Практично нашиот устав сега е крпено, лепено, сечено, додавано, одземано и ја губи смислата на правната форма која што требаше да ја има. Според мене мислам дека друга работа. Ние можеби треба и нов устав да напишеме. Никој не знае дали оваа држава е национална држава на македонците, дали е граѓанска држава, дали припаѓа на едни, дали на други. Набројувањето, например, на Охридскиот рамковен договор според мене беше катастрофална грешка затоа што на тој начин ја промени суштината зошто е формирана државата. Да, Охридскиот рамковен договор беше усвоен во 2001, контекстот беше дека се спречува војна, дека нели ќе нема да избие тотална војна или граѓанска војна или војна на Македонија со Косово и еве се дадоа права. Меѓутоа подигањето од рамковен договор во Охрид во елемент внесен, напишан, стипулиран во преамбулата, значи дека тој договор е сега основа за формирање на државата. И тој договор требаше да се спречи во 2019 да биде внесен. Со Хрватскиот устав дали мислите дека ВМРО си остава простор за промена на нивниот став или? Да. Просто кажано да. Ова е, знаете што, по свадба тапани. Работите требаше да се спречат во 2019. Прво, не требаше да се промени уставното име. Второ, не требаше преамбулата се направи по овој терк. Затоа што ова искача дека е правена заради политички потреби за да постои конјунктура која што ќе коалицира, а не ради историските реалности и потребите на државата. Така, благодарам ви благодарам за овој прв дел, а почитувани одиме со еден краток блок на реклами и се враќаме за момент.